Помина речиси цела недела Зоран Заев и Вице Заев молчат и не кажуваат што разговарале со обвинетата Катица Јанева и со веќе осудениот Зоран Милевски Кичеец. Цела недела Заеви бегаат од најголемата тема во државата, инволвираноста во случајот Рекет. Зоран Заев јавно ја потврди автентичноста на снимката во која што признава дека го помагал финансирањето на Боки 13 и на телевизијата која што сам ја оцени како провладина. Вчера Бојан Маричич, неговиот советник, јавно призна дека Заев го известил Боки 13 и за тоа дека во владата го пријавиле дека рекетира. Дури потоа за истото дознава Вилма Русковска. Сега го охрабруваме и Вице Заев да признае дека се гледал со Зоран Милевски Кичеец. Прашуваме уште еднаш. Зашто разговарале Зоран Заев и Катица Јанева? Што разговарале Вице Заев и Зоран Милевски Кичеец во присуство на адвокатот на семејството Заеви? Што е договарано меѓу Вице Заев и Зоран Милевски Кичеец? Дали Вице Заев знае каде се наоѓа Луи Витон торбата полна со пари, онаа торба која што Милевски ја изнесува од домот на бизнисмен заедно со Боки 13? Очигледно е дека Вице Заев има многу што да каже во судница и пред јавноста. Видливи се пипците на семејството во овој најголем криминален скандал во Македонија. Од тука повторно ги охрабруваме обвинителството и судот, ги повикуваме Русковска и Јовески да се престрашат и да ги повикаат браќата Заеви на распит. Почитувани, Заев е виновен за сите измами, за сите порази и за сите криминали. Правдата ќе дојде по 12 април и сите оние што се огрешиле пред правдата ќе одговараат. Ви благодарам.